Во исто село татковците им имале исти имиња, па дури и првите лични карти им се издадени една по друга во ист ден. И двајцата се деца бегалци потекнуваат од село Пожарене, Егејска Македонија. Ова е накратко приказната за брачниот пар Марија и Стојан Димкови од Штип, кои ја славеа 50 годишнината на нивниот заеднички живот. Иако од нивното прво видување поминало половина век, Стојан се уште се сеќава до детал на првата средба со неговата Марија во Битола. Отиде во Битола на свадба на мој пријател да видам Марија. И она горе, јас бев горе кај да спијам кај другарот, она доле мети доле тамо го миеше дворот. И кога видам Марија згоре, викам ова ќе биде ова, викам девојка. И од таму прв пат ја видов. Животот е тркало. По патот се разминуваш или спрепнуваш и на тажни и на среќни моменти. Попуштање и премолчување. Според нив, ова е формулата за успешен брак. Мажот како вистински кавалер треба да попушта, вели Димков, прецизирајќи ја формулата за златниот јубилеј. Жената има повеќе работа, па деца, па куќа, па чистење, пеглање, работење. А јас па како маж па испаднам па дали на утакмица, па дали у кафана, па си дојдам тука и јас сам стварно попуштам кога се развика, сам крив малку па си ето извини ќе речам. Немој за мала ситница да се скараш и најбитно е кога се скараш на никого да не кажеш сами меѓу себе да се скараш и сами да се смириш. Како вистински младоженци, Стојан и Марија заедно повторно ја пресекоа невестинската торта. До ни стоеја 5 внуци од синот и од ќерката. Поради проблеми со повредата на грб